Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tačno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo Eneli, da imaš drugar, da videš drugar. So drugar od radosta se deli, so drugar od radosta se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopako vodi i bolka ne tišti, i bolka ne mači, da imaš drugar i to te mine. Drugarstvo to najmnogo mi znači, drugarstvo to najmnogo mi znači. Baš dobro što ste tuka site. I vi jeste mi nekoj drugari. Drugari i pol, nema što. Ќе se случи во соседството да биде скршен некој прозорец. И кој го скрши? Се знае кој друг. Се знае кој друг, ако не Баже Видра. За се е виновен Баже Видра. Ќе се расплаче некој мамино галениче на некој омдор, ама баш за ништо. Што се случило? Прашајте го Баже Видра. Баже па баже. Ќе се случи да се губи час или и училницата да биде испревртена, ама толку наопаку што ќе биде викнат и директорот на училиштето. Пак треба мене да ме прашаат. Ако прашаат, што е ова, на што личи ова? Ама што сте се закатанчиле вие за мене, Баже па баже? Кој доцни на часовите? Баже. Кој нередовно ги пишува домашните? Баже. Кој се задева со кого ќе стигне? Баже. Кој не внимава кога се предаваат нови лекции? Баже. Кој е помало зрнце кога се испитува? Баже. Кој ги крие кредите на часовите по математика? Баже, баже, па баже, баже, па баже. Што ако треба да ме пофалите? Никаде ве нема. И вие сте ми некакви другари. Како не се уморувате по 1000 пати, по 100.000 пати во еден единствен ден да го повторувате се моето, па моето име? Тоа никако не ми е јасно. Да бидете еднаш фер. Па има уште толку убави имења, уште поубави прекари во соседството и во училиштето. Па употребете ги и нив. Видете, моето име ќе се излити од прекумерна употреба и кај што треба и кај што не треба. Ништо не ќе остане од мене. И што ќе остане од мене кога веќе ќе немам име, кога ова Баже Видра ќе се потроши. А не е другарски која била. Ако ве прашаат кој е најмирен ученик во училиштето, тогаш никаде ве нема. Ако ве прашаат кој е најодличен ученик во училиштето, тогаш Баже Видра за вас и не постои. Ако ве прашаат кој е најпослушен во нашето соседство, тогаш сите се најпослушни, ама јас, тоест Баже Видра, не, никако. Другарски пол, нема што. Да знаете, доста ми е од вас. Или ќе го употребувате и моето име таму каде што досега никаде не ви текнало да го споменете, или ќе престанете да го употребувате таму каде што веќе му се заканува исчезнување од прекумерна употреба. Или нема да бидам јас Баже, уште помалку Видра, ако ви прозберам.
Така да знаете. Слушайте, размислете, дури не сум побарал со закон да се реши овој мој проблем. Да. Тоа сте се загледале така во мене. Со закон. Закон за регулирање на употребата на името на Баже Видра. Баже па Баже, Баже па Баже. Така да знаете. И вие сте ми некакви други. За се сум виновен јас, кој е немирен на час. Дори учителот предава, кој зборува на глас, по прозорци крши, кој закачко е. Ех, кој е виновник за се? Се јас, се јас, се јас. За се сум виновен јас. Кому му велат, викни ги родителите, кога постојано се жалват учителите. Кој не знае што е да молчи и трае, кому се лутат, зашто и дае. Се знае, се знае, се знае, за се сум виновен јас. Се јас, се јас. Има ли смисла неправедно? Не, не. Дежурен виновник, јас да сум за се. Се јас, се знае, се јас. За се сум виновен јас. Кому му вела, викни ги родителите, на кога постојано се жалат учителите. Кој не знае што е да молчи и трае, кому се лутат, зашто и дае. Се знае, се знае, се знае, за се сум виновен јас. Се јас, се јас. Има ли смисла неправедно? Не, не. Дежурен виновник, јас да сум за се. Се јас, се знае, се јас. Се знае, само јас. Јас, се јас. Се знае, само јас. Се знае, само јас. Секам. Се знае, само јас. Се знае. Па ние веќе сме вклучени во нашиот училишен попладневник. Добар ден, дружино. Здраво, здраво. Ова, што сакав да ви кажам? Да. Што? Да го прескокнеме нашиот училишен попладневник? Кој вели да го прескокнеме? Што? Вестите ни се бајати? Овие? Ама ајде ви се молам, какви бајати? Потазе од овие вести здравје. Само да можете да ги помирисате вака. Пукаат од свежина, пукаат. Се е од прва рака. А? Само да отвориме уста и веќе знаете што ќе кажеме? Морам да ви кажам, сега на вистина претеравте. А ние само колку мака, колку пот, труд. Мака намачивме, дури да ги собереме овие наши свежи, овие наши најсвежи, најтазе вести. Што? Значи, Зорка Брзозборка веќе стигнала се да ви изнаприкаже. И тоа од прва рака. Па да ви кажам, тоа не важи. Не важи. Тоа морате да го избришете. Добро, и баш ме интересира како стигнала Зорка Брзозборка до сите овие вести и со сите вас лично да се изнаприкаже. Се што?
Да, сешто. Ако му верувате на Баже Видра дека нема да ви прозбори ниту еден збор, ако и понатаму претерано, тоест прекумерно, сакам да кажам, повеќе од колку што треба, го потребувате неговото име и презиме, од сигурни извори, потоци, реки, поточиња, протечни, дотечни води, кои што ги мати нашата прва зборливка Зорка Барзозборка, од сигурни извори разбравме дека на нашиот Баже лутината веќе одамна му поминала. Нашиот, тоест вашиот, односно другарот Баже Видра во доверба ни изјави. И то дека ама во доверба. Во доверба, не во доверба. Драга дружино, имам и јас нешто да кажам после. Еве другарката Зорка. Може сега. Не може Ајде, сега. Зорке, Не може. Другарката Зорка да ни изјави сега. Во светските модни центри прави лаки леви свраки, косилово прожилово, хит на сезоната е носење само на леви чевли, панталони без ногавици, фустани без ракави, очила без стакла, виндјаки без джепови, без джепови и така натаму и така натаму. Значи, ако сакате да бидете модерни, посетете ги светските модни центри. Модни центри. Ако може да настапи другарот. Косилово, прожилово, леви свраки прави лаки и бидете модерни. Носете и вие само очила без стакла, леви, само леви, чевли, фустани без ракави, панталони без ногавици и така натаму, без джебови, без виндјакни, без да. Драга дружино, сега сум јас, драга дружино. Неверојатно, просто сензационално. Од денес чоколадите, бомбоните, сладките, мислам, еклерите, тулумбите, баклавите и сите други прехранбени артикли за разбажување се продава, значи од денеска за само 1 нов динар за килограм, Што ќе речете? Една комплетна опрема за не за скење, туку една комплетна опрема, па да, за скење, со се ски, облека и сите други ситници потребни за скење се продаваат за само 2 нови динари. Каде? Чекај, после ќе ти кажам. Драга дружино, велосипед тркачки со 4 брзини се продава за само 20 пари, само не знам дали нови или стари. Понатаму, драга дружино, ептен нови рошуи, лизгалки за мраз, се разбира со сечевли и санки, се разбира без чевли, се продава за само 9 динари. А фудбалските топки, драга дружино, се делат џабе. Џабе се разбира бадијала. Каде? Не знам каде, драга дружино, може би никаде, ама мора да признаете дека е многу ефтино. Еј. Во рубриката во посета на нашите работни колективи, драга дружина, денес ви се јавуваме од фабриката за производство на чоколади и бомбони Чокодропа. Да, како што не верувам дека не верувате, нашиот престој тука малку ќе се одолжи. Да, а за информацијата што ви ја должиме, па бидете малку стрпливи. Па така, не се влегува секој ден во една фабрика за чоколади. Ама признайте дека ни завидувате, а? Можете да ни се придружите? Ја, па да не остане ништо за нас. Повелете, мислам, ако сте толку храбри. Па добро, што е ова? Што е ова? Ова е една сериозна информативна емисија. Ова е еден сериозен попладневник или не знам што да речам. Ова е Треско Облачковски, нашиот дежурен ветеролог и метеоролог. Сеизмолог и метеоролог. Да. Да, Треско Облачковски. Да. Тишина молам и внимавајте. Апаратите на сеизмолошката станица во Пандево Сокаче сношти регистрираа земјотрес од 10 степени, а со епицентар во зградата 25 и во кулата број 4, а што се наоѓа во близина на Тасино чешмиче, односно овде, еве, баш овде. Како што дознавме, причина за земјотресот е роденденот на 600 оделенката Паца Прчка, што живее во зградата број 25 и новиот стереосистем со грамофон, касетофон, радио и звучни кутии од по 100 вати на 7 оделенецот Дуле, наречен
Dule Roker. Da, Dule Roker, ne Roko. Što žive во zgradата број 4. Бројот на соседите што го дочекале крајот на роденденот на Паца Прчка и пробата на новиот стерео систем на Дуле Рокер со памук во ушите и со други средства за заштита и одбрана од слични заглушувања се уште е непознат. Толку. Да, времето утре. Времето утре, значи времето утре беше сончево, ведро, необлачно, облачно, неврнежливо, врнежливо, какво што се очекува да биде и вчера. Ако ме разбирате, молам за кого како. Се сетив. Ајде, кој ќе ми каже? Кој ќе ми каже што е најсладко на светот? Ајде, Ленче. Најсладки на светот се чоколадите на Чоковропа. Дај малку. Не може. Тогаш не се тие најсладки на светот. Најсладок на светот е сладоледот. Со вишни, со бадеми, со цреши, со ванила. Не може. Јас знам. Најсладка на светот е питата од јаболка. Од каде знаеш? Каква пита од јаболка прави баба ми во криво? Каква? Прстите да се ги дижеш. Само дај ми малку. Не ти давам. Тогаш не. Не е ни питата од јаболка. А што е тогаш за тебе најсладко на светот? Тоа е. Ајде кажи. За мене најсладко на светот на светот е сонот. Сонот. Чекајте, па може би има право. Јас кога сладко ќе се изнаспјам, леле колку ми е убаво. А кој ќе ми каже што е ова? Што е најбрзо на светот? Се знае, најбрз на светот е ветерот. Не. Најбрз на светот сум јас. Зошто? Кога го возам мојот велосипед. Не. Како не? Најбрз на светот е зајакот, кога ќе го фатат в бавча со зелки. Не. Па добро, што е тогаш? Што е? Да. Најбрза на светот е мислата. Кој ќе ми каже што е ова? Кој? Ова. Чекана, бегана. Рипна чекана, фати бегана. Поце. И тој ќе прашува. Зошто? Па тоа веќе го имавме. Тоа ти е мачка и глуша. Ако го имавме, интересно е. А може би некој пак и не знае. А може би пак јас мислам на некоја друга мачка и друг глуша. Друга мачка и друга. Ајде, слушајте ме сега мене. Кој ќе ми каже што е ова? Ошушун, дошушун, 39, облечен. Јас. Ајде, поце, нека. Јас ќе кажам. Ајде, Јас ќе. Ошушун, дошушун, 39, облечен. Не знае. Ајде, ти Иване. Јас прв кренав ракат. Тоа ти е кромит. Браво! Еве го, кромит. А кој ќе ми каже што е ова? Осушен, досушен, 39 кожушен. Ајде бре, Поце, па тоа ти е пак некој кромит. Кромит, де. Кажи ми ти, Поце, кромит? Ленче, кокале. Добро, де, кокале, кромит, исто му доаѓа. Кажи ми кога се коси сено. Кога се коси сено? Кажи дека знаеш. Па знам де, во лето се коси сено. Сигурен ли си? Уште прашуваш? Баш погоди. Слушај, Поце, сеното воопшто не се коси. Тревата се коси. Гоце, ајде погоди ти што е ова? Кој е? Зелена чинија, црвено вино. Па тоа е многу лесно.
Što je? To je lubenica. Ej, pogodi! Еве, зелена чинија, а црвено вино. Дай ми малку. Леле, што била вкусна. Гоце. Ајде да погодиш уште што е ова. Ајде, кажи. Заклучив, закатанчив, а внатре најдов арамија. Значи, заклучи за катанчи, Да? некој внатре пак ти влезе. А го лезе. Па тоа е сонце. Еј, браво, сонце. Ево. Ево го, сонце. А што е ова? 4 браќа, една кошула. Кај можело 4 браќа во една кошула? Па може. Може. Може, јас знам што е тоа. Тоа е. Тоа е орев. Браво, Гоце, еве ти еден орев. Ау! Тврд орев, ово што е чудно, ти го кршиш, тој забити строшил. А што е ова? Има еден бел покрив, се покрива, само Вардар не го покрива. Или само брегалница не ја покрива. Да, Или само црна река не ја покрива. па може и така. А снежи, бело снеже, покри поле, покри бреже. Што е тоа? Па да, па снег! Е, бутека. Како да се сетим парано, сега ми текна снег!
da vidime, Klenov, Kostrešovski, Krapova, Krkuškovski, Kokale, Poce, Kokale. Kaži mi ti, Poce, jedna proširena rečenica. A? Proširena rečenica? Da, proširena. Proširena. Konjot. Konjot je vrzan, učiteljke. Dobro, ko je vrzan? Konjot je vrzan. Dobro. Dobro, odi po natamu. Ne može po natamu, vrzan je. Мамо, знаеш што? Што, сине? Денеска одговорив на сите прашања што ми ги постави учителката по физика. О, што те праша учителката, сине? Ме праша како се викам, Да, после ме праша каде живеам, да. па како се викаш ти и на крајот ме праша како се вика тато. А? Мамо, верувај ми, одговорив точно на сите прашања. Dobar den. Sedi. Da vidime ko je bil najnemiren dodeka bev odsuten. Se znaje Goce i Poce. Ама учителу, овој го за мене. Не, точно, учителу, овој Поце. Тишина. За казна да ги напишете седи по 100 пати своето име и презиме. Учителу, па не е фер. Јас да бидам потешко казнет од Поце. Зошто? Па како зошто? Моето презиме има една буква повеќе од презимето на Поце. Тоа е... Па не е смешно, тоа е Кокале, јас сум Скокале, значи... Следниот. Добар ден. Добар ден, седнете. Благодарам. Пошто е проблемот? Каде ве боли? Мислам, што ве боли? Не знам, докторе. Како? Вие сте доктор. Вие треба да знаете. Аха, не знаете. Не знам. Добро. Каде ве боли? Не знам, докторе. Секаде ме боли. Аха. Тук. Добро. Од кога ве боли? Од кога? Не ве разбирам. Од кога рековте? Не знам, докторе. Секогаш ме боли. Аха. Знаете што? Не знам, докторе. Ке отидете во аптека. Да, докторе. Ке купите не знам што. Да, докторе. Ке го употребувате не знам како. Да, докторе. И ке оздравите не знам кога. Разбравте? Не знам, докторе. Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo je Neli, da imaš drugar, da videš drugar. So drugar od radosta se deli, so drugar od radosta se deli. Ajde, da se družime.
se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tačno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopak